Жално и трагично е што во 2025 година во било која држава во Европа да идам, ќе најдам своји студенти кои што биле меѓу најсолидните кандидати во своја генерација, а кога ќе тропнам низ вратите на клинички центар, искрено ми е страв каде ќе тропнам. Кога ќе добијам наод, еве тука има и колешки мој, знаат дека не верувам додека со своји очи не го видам, бидејќи знам кој све е вработен во клиничкиот центар. Ово што сега постои во здравството нема преседан. Мораме да бидеме реални. 8 на листа ќе го избере директор, мислам да не се лаже. Тоа што може да се направи да се ограничи. Ако има закон, па макар и да не се почитува, имаме закон. Сега нема закон. Значи нема закон за еднаквост и правилност при изборот на докторите, значи на колеги кои што ќе бидат примени на работа. Не постои. Нема поочигледен сектор дека кога сакам да одам кај доктор Димитров или доктор Беѓаровски, сакам да одам оти ги бива за тоа што го работат. Ако ја имам таа мака, а не заради тоа што се ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ, вреди, либерална и така натаму и така натаму. Значи не е битна партиската припадност, таа е друга област. Овде е битна способноста, квалификациите, искуството, образованието, фатот и така натаму и така натаму. Ако сакаме да не биде како држава, мора способноста да е поважна од партиската лојалност. Ако ова не го смениме, џабе се и приватните болници, бидејќи и таму таа стара гарда која што студираше по некои стандарди и критериуми полека ќе замине во пензија и таму ќе дојдат луѓе кои што останале во државава, а во државата верувајте дека не ни останува далеку од кремот. Департизација, деклиентелизација, не знам како да кажам, и строги правила кои што ќе влезат во законот за избор. Државата Македонија нема да помрдне, многу малку ќе помрдне со мал број на луѓе, треба да имаме присуство, треба да имаме активност, затоа што барем за мене, колегите кои што го решиле проблемот нема да дојдат тука. И тоа е многу голем проблем. Јас сум вработен приватно, работам приватно и немам проблем, меѓутоа јавно говорам, јавно излегувам, без разлика на се одоколу и критикувам и покрај тоа што во одредена ситуација може да се случат реперкусија, ама сакам да направам промена. Пар колеги тука истото го прават. Така да прво треба да почнеме од нас, затоа што според мене системот сме ние. Не се откажуваме, ние рековме ова ќе го тераме, па што сака нека биде и има да се смени законот и да им направиме ѓаволски тешко кога ќе го кршат.